Вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Председателката на Државниот збор на Република Словенија, Уршка Клакочар-Зупанчич, денеска и утре ќе престојува во официјална посета на Македонија. Словенечката председателка на парламентот попладнува со високи државни воени почести ќе биде пречекана од председателот на Собранието на Македонија Африм Гаши. Потоа двајцата ќе одржат тет-а-тет средба, пошто ќе следува и средба на двете делегации. Председателката на Државниот збор на Словенија утре во Собранието ќе има средба со председателот на Собраниската комисија за европски прашања Антонио Милошовски. За време на официјалната посета Клакочар-Зупанчич ќе биде примена и од председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова и од премиерот Христијан Мицкоски. За време на посетата во главниот град ќе биде воведен и посебен сообраќаен режим. Судскиот совет да ја преиспита работата на судијата од Тетовскиот суд, кој пресуди само 2-годишна затворска казна за возачот кој ја усмрти младата Теодора Ристовска. Премиерот Мицковски, згрозен од ваквата пресуда, вели дека ова не е правда, туку целосно потфрлање на системот. Тој најави борба со секој што ќе ја злоупотреби својата моќ и го ставил својот интерес пред безбедноста на граѓаните. Според него потребен е механизам кој ќе делува брзо, ефикасно, безкомпромисно против корупцијата. Јавно да прашам, има ли некој во државава кој смета дека тука имаме задоволена правда? Јас не само што не сметам дека правдата е задоволена, но и како председател на владата, како човек и родител на 2 деца, сум силно разочаран. Ова не е правда. И тука имаме потфрлање на системот по сите основи. Знам дека некој ќе ми се налути. Ќе излезат и такви полноглавци кои што ќе ме критикуваат после ова што ќе окажам. Но јавно барам од Судскиот совет да се преразгледа работењето на овој судија и уште еднашка да се анализира оваа пресуда. Ова не е партиска борба. Ова е битка за вистината, за одговорноста, за правдата. Затоа што ова е борба меѓу луѓе и нелуѓе. Кочани, Тетова, Бесатранс, Дурмотурс, трагедиите што ги спомна и премиерот не имаат погодено како трагедии една по друга, а сите имаат заеднички именител – корупцијата. Северна Македонија страда од епидемија на корупција досега. Времето за постапување и действување е сега. Имаме силен мандат од граѓаните да се бориме против корупцијата без компромис. Актерите морат да престанат да се мешаат во работењето на судовите и на правосудните органи и да тоа не се прави во политички цели. За јакнување на правосудните органи бараат реформи, активности и пред се и најважно политичка волја. Без ова неефикасноста ќе го наруши прогрес. Поради сомневање за примање мито, приведени се директорот на геријатрија и уште едно лице. Биле побарани 20.000 евра за сместување на болно и неподвижно лице. Од Министерството за здравство побара брза истрага, а од партијата на Таравари, чиј член е приведениот, порача дека одговорност треба да има за сите. Уапсен директорот на геријатријска болница за примање подкуп. Според неофицијалните информации, Муфси на Рифи Барали зел подкуп од 20.000 евра за да смести во болницата лице кое било болно и неподвижно. Во подкупот учествувало уште едно лице кое веројатно бил посредникот помеѓу директорот и пациентот. МВР го потврди случајот, но детали не откриваат. Во координирана акција на Министерството за внатрешни работи и Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, приведени се 2 лица под сомнение за кривични дела примање подкуп и примање награда за противзаконито влијание. И од Министерството за здравство, без да откриваат детали, побараа брзо расчистување на овој случај. Министерството за здравство стои на располагање доколку се потребни какви било информации по службена должност. Наш приоритет останува обезбедување најсоодветна грижа за сите пациенти во јавните здравствени установи. Муси на Рифи беше назначен на позицијата ВД директор лани во јули од страна на министерот за здравство Арбен Таравари. Од партијата на Таравари преку соопштение порачаа секој што се огрешил пред законите треба да одговара.
Албанскиот народ не заслужува да го представуваат лица кои евентуално се обидуваат нелегално да се збогатат на здравствените маки на граѓаните. Ова е недозволиво и надвор од принципите кои ги застапуваме, се наведува во соопштението. Арифи претходно беше директор и во психијатриската болница Бардовци. Откако стапи на функцијата, тој веднаш ги поскапе цените во гериатрија. За 1800 денари поскапија цените за нега и исхрана на старите и болни лица. Објектите во Ѓорче Петров и хосписот во Битола се единствените државни установи за оваа намена. Сместување таму со месеци чекаат повеќе од 100 лица, а листата постојано се зголемува бидејќи има 24 часовна здравствена нега и грижа, а престојот во приватните домови за стари лица се движи од 700 до 1500 евра месечно. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Родителите на четворица од повредените пациенти од несреќата во Кочани изразија голема благодарност до лекарите и персоналот во болницата во Софија. Тие вчера беа пуштени на домашно лекување. По болницата во Софија стануваат уште 4 пациенти. Нашите деца денеска ги отпуштаат од болница Пирогов и тука сме да и се заблагодариме на директорот Николов, професорка Аргирова и на сите докторки, сите вработени и целиот персонал кои пред се со своите човечки и професионални ангажмани ги лекуваат нашите деца. Исто така да се заблагодариме и на Бугарија и на целиот бугарски народ за сочувствувањето, грижата за нас. Благодариме на сите крводарители кои излегоа во огромен број кога беа најпотребни за нас. Нашето лекување ќе продолжи во Пирогов со контролни прегледи, разни третмани и интервенции во наредниот период. Уште еднаш ви благодариме многу од срце. Денеска сме четворица. Се надеваме што побрзо и другите дека ќе го следат нашиот пример, дека ќе дојдат и они побрзо. Кога сакаат зборуваат за настанот, кога не ги присилуваме, голем шок и траума ќе им остане секако за цел живот. Меѓутоа сите се како семејство веќе и се надева дека сите до еден ќе бидат подобри. Вице-премиерот Изет Меджити го повика Арвен Таравари да се одлучи или ќе продолжи соработката со Влен или ќе преговара со ДУИ. Филков од ЗАМ пак вели дека нема да си оди од Министерството за правда, демантирајќи ги информациите дека на локалните избори ќе се кандидира како градоначалник. Во Влен сме унифицирани, немаме друга опција, единствена опција ни е Влен. Таравари треба да пресече, значи дали е дел од Влен или во преговори со Акмети. Не припаѓате со албански партнер во влада? Па преговори со ДУИ, тоа значи дека може да испорача и фактори од ДУИ. Тоа ќе се коси со политиките на владата. Значи збориме до вчера, значи сме избегале и јас и он од ДУИ кој што не беше во ова дередже и се едно ДУИ кој што е на црните листи со пола председателство, значи затворени за корупција. Значи соработката со нив, значи утре за утре треба се испорачат и фактори од таму. Отите ќе имаат некои барања. Апсолутно не. Видете како ќе се приближуваме кон локалните избори, нашиот фолклор ќе биде уште поинтересен. Ниту планирам да се повлечам од оваа функција, планирам да продолжам со реформите, ниту планирам да се кандидирам за градоначалник на Карпаш. А односите во коалицијата се одлични, подобри не може да бидат. Денеска не очекува и богат спортски ден. Женската ракометна репрезентација на Македонија гостува кај Полска во првиот надпревар од баражот за светско првенство во ракомет. Почетокот е во 20:30 часот. Тенисерките ги продолжуваат мечевите од втората евроафриканска зона од Билlie Jean King Cup